Господин Јакимовски, како го оценувате досегашниот тек на кампањата? Евидентно е отсуство на дебата помеѓу политичките противници. Како течат вашите средби со граѓаните и приемот? Немањето дебата во оваа председателска кампања се случува за прв пат и тоа е срам за македонската демократија. Тоа ќе има сериозно влијание врз излезноста, затоа што практично некој се обидува да изборнава кампања ја направи неатрактивна и изборот за председател да го направи неатрактивен, а мислам дека тоа е и дел од она сценарио да потоа се бира председател во парламентот, односно практично кој е на власт тој ќе дава и председател, односно како резултат на да биде на партиско-политичките пазарења, што ќе биде крајно штетно за граѓаните на Република Македонија, зашто председателот ќе биде една нестабилна функција, која ќе паѓа владата, ќе паѓа и председателот на државата, а напротив, ние треба да имаме стабилни функции, а тоа е председателот на државата секогаш може да се случи војна, може да се случи земјотрес, може поплави, може епидемии, може да нема влада во тоа време и така натаму. Што се однесува до мојот дел од кампањата, јас сум задоволен и од зозивот на граѓаните, и од поддршката на граѓаните. Секојдневно ми праќаат пораки со поддршки. Особено граѓаните се револтирани со ставањето на црвата листа, крени ја главата, те поддржуваме, издржи, ти си нашиот глас и така натаму. А мене ми е многу жал што ќе добијам и некој протесен глас што не сакам. Напротив, сметам дека граѓаните во една коректна дебата, во една коректна кампања ќе можат точно да раздвојат кој е кој и да гласат за оно што мислат дека најдобро ќе им ја води државата. Јакимовски, која е вашата визија за Македонија? Што може председателот на државата да направи? Што би направиле вие доколку бидете избран за председател? Прво, вооружените сили на Република Македонија мора да се подигнат на највисок степен на борбена готовност, затоа што имаме 90.000 војска на граница со Белорусија и со Русија, затоа што НАТО 2013 година немаше ни еден тенк, сега има 3000 тенкови во Европа, затоа што на Блискиот Исток гледаме дека имаме сериозен конфликт кој што има потенцијал да стане регионален, па може би толку не светски колку што украинската војна може да стане светска, имајќи во предвид дека веќе влегуваат и трупи на земји членки на НАТО во Украина. Значи, мора да се потполни армискиот состав како што треба, да се обезбеди муниција, да се обезбеди оружје, да се обезбеди материјално војската, да не се случи евентуално во еден некаков конфликт да имаме дезертирање и се оно што е непотребно. Од друга страна треба да се подготвува резервниот состав, врховен, односно началник на генералштаб мора да биде најталентираниот, најобразованиот, минимум магистар или доктор на науки, генерал во војската на Република Македонија. Посебно внимание би посветил на Агенцијата за разузнавање. Таа мора да се зајакнат капацитетите. Агенцијата за разузнавање, да подсетам, е да има разузнавачки податоци што се случува надвор и што и се подготвува на Република Македонија. Исто така и нивните капацитети мора да се кренат и таму директор мора да биде некој што произлегува од натура службите, што ја познава работата. Што се однесува до членовите на Уставен суд, членови на Судски совет, тоа мора да бидат добри суди, тоа мора да бидат угледни професори и угледни адвокати. За мене е несватливо да стручни соработници или правници од локална самоуправа или јавни предпријатија станат членови на Судски совет или пак на Уставен суд. Мора малку дигнитетот на овие институции да го подкренеме. Исто така сметам дека чудно е како председателот назначува началник на генералштаб, назначува началник на Агенција за разузнавање, а не назначува гувернер на Народна банка. Ако веќе правиме некои промени, тогаш во тој дел председателот и делегирањето на двајца судови во Уставен суд и во Републички судски совет и во гувернерот на Народна банка треба директно да ги предлага, не преку собранието, не повторно да биде дел на партиско-политичко пазарење, туку напротив, председателот треба да си води грижа за сите граѓани и јас одговорно тврдам дека како председател ќе гледаш да поставиш таму луѓе кои што навистина ќе мислат за правото, за уставниот поредок,
А Народната банка сметам дека треба уште поголема самосталност да има, затоа што сите анкети покажуваат дека најголема доверба во државата ужива Народната банка и уште поголема самосталност на Централната банка само ќе биде во интерес на стабилноста на монетарно-кредитната политика во Македонија, стабилноста на денарот и треба уште повеќе да се намалува влијанието на владата врз Националната банка. Спомнавте уставни промени, еве вие заговарате во овој дел за Народна банка. Што е со она што се бара од нас, од Европската унија? Тоа е тешко на нас македонците ако се отвори уставот. Со секој отварање на уставот ние народски кажано награбосуваме. Со минатиот устав ни го сменија името и ни го изфрли Астом, а го внесоа Охридскиот рамковен договор. Така ли беше или не беше така? Сега со овој устав сакаат ако го променат уставот, да се бира председател во Собранието на Република Македонија. Второ, сакаат овие 20% на формулација да се тргне од уставот. Имаме председателски кандидати кои заговараат нов устав, граѓански устав, демек така ќе сме ги прешле бугарите, ќе се ги прешлеме бугари, ќе предеме бугарите, ма ќе извршиме аутаназија, со тоа што единственото место кај што стои зборот македонец е уставот, практично ќе се избришеме самите себе, значи темелот на македонската државност, а од друга страна комплексот што го имаме ние како македонци, како резултат на непризнавањето од страна на бугарите, од страна на грците, па доскоро можеме да кажеме со признавање на автокефалноста и на србите, значи тоа прашање за нас е максимално сензитивно и затоа сметам дека уставот не треба да се дозволи да се отвори, затоа што под изговорот за бугарите постани се внесуваат уставни промени кои што предизвикуваат крупни промени во уставно-правниот поредок и политичкиот живот на Република Македонија. Со Бугарија можно ли да се преговара за други прашања? Ја не сум против бугарите да влезат во уставот. Само велам, дајте да го затвориме комплетно бугарското прашање. Не можеме да си го лажеме народот. На секој изговор од страна на Пендаровски или премиерот дека ако ги ставиме бугарите во уставот, дека ние немаме веќе пречки за влез во Европска унија, одговорот од Рубен Радев или некој друг званичник на Бугарија секогаш не, имате уште работи кои што вие треба да ги прифатите. И зашто се обидуваме да ги лажеме граѓаните? А тоа е да признаеме дека сме нација од 44-та и да признаеме дека нашиот јазик е фалшлив български јазик, односно дека е наречен на бугарскиот јазик и да признаеме дека сите наши револуционери пород биле бугари. За револуционерите нека вадат документи историчарите од комисијата наша и бугарска, дури ако треба нека се вклучат и меѓународни експерти, али за идентитетот и јазикот нема преговори. Тоа не смееме да преговараме за таа работа. Ако за ова се договориме, бугарите ќе влезат во уставот и ќе тераме понатаму. Зошто? Затоа што предпоследното поглавје е поглавието за јазикот. Никој тоа не го зборува. И никој не зборува дека 28 парламенти треба да гласаат дали македонскиот јазик ќе се користи во Европскиот парламент. И тогаш бугарите сигурно на таа станица ќе не чекаат и повторно ќе биде ајде да прифатиме и ова за да влеземе во Европска унија, затоа сметам дека тој пакет треба комплетно да се затвори. Господин Јакиновски, имате прилично долг стаж на македонската политичка сцена. Кажете ми, дали е можно, доколку бидете избран за председател, да постигнете консензус меѓу политичките партии, барем за најважните државни прашања? Па, затоа, почитувана, мора да има дебати. Затоа, ова председателска кампања, пазите, Бујар Османи заговара излегување од Отворен Балкан. Заговарат избор на председател во парламент, тргање на овие 20% за националностите, се предлага устав граѓански. Тоа се многу крупни прашања за кои што ние треба да разговараме. Морат на маса да бидат ставени. Мора да има дебата, мора широка дебата да се отвори. За сите вакви клучни прашања не може тоа да биде ајде на брзина да го пројдеме или земи апси, пратеници и членови на нивни семејства и да се гласа за уставот. Значи ќе бидам најголем противник на такви работи. Значи репресии врз пратеници, врз граѓани, врз членови на нивното семејство, за да некој си ја постигне целта која што практично не подкусурува нас македонците, сум најголем противник и најжестоко ќе се противставам.
Господин Јакимовски, може ли председателот да се одважи да делува надпартиски во интерес на граѓаните и да ги застапува интересите на граѓаните? Јас подписите ги собрав со партијата, со коалиционите партнери и со многу граѓани. Тоа уште повеќе кажува дека и мојот избор секогаш за градоначалник на општина Карпош, поготово 2013 и 2021 година, е надпартиски. Или па дури и 2009 СДСМ во Карпош и ЛДП, тогаш јас бев нивна коалиција, во јуни изгуби со 7220 гласа разлика, за да јас во март наредната година водам 3660 гласа разлика во прв круг. Што тоа значи? Тоа значи дека јас добивам многу граѓански гласови и тоа мене ме обврзува, како што работам во општината, за сите граѓани на општината. Не прашувам никој од која политичка партија и било која националност, исто така ќе работам и за сите граѓани на Република Македонија како нивни председател. Се што сметам дека е интерес на граѓаните, јас ќе го поддржам, колку и да ме критикуваат граѓаните. Но се што сметам дека тоа не е интерес на граѓаните на Република Македонија, колку и да има висок притисок, колку да има силен притисок од надворешниот фактор, јас тоа нема да го прифатам. Јакимовски, ви благодарам и ви посакувам успех на изборите. Благодарам и на вас. Ала.